Преку Леп Погача, новаа народна поговорка ми текнува кога го гледам триото Трендафилов, Деановски и Пешевски, како се обидуваат од петни жили на грбот на работниците да си ги оправдаат огромните плати кои ги земаат. Видео дека новата влада од првиот ден е посветена на работниците и на покачување на стандардот, па си рекоа дајте додека е моментот да искористиме и ние нешто. Од доаѓањето на власт, првата работа што ја направи владата беше ребаланс на буџетот, за да илјадници луѓе не останат без плати, затоа што нивните претходници си правеле математика само до избори. Го исполнија ветувањето, видовме за линеарно покачување на пензиите за 5000 денари, наречиси 300.000 пензионери. Си дадоа рака со поединечните синдикати за покачување на плати во здравство, покачување во образованието и најдоа пари со кои 80.000 административци после подолго време добија К-15. Значи за 9 месеци направија повеќе од колку минатата влада за цели 7 години. Да не правиме муабет за други работи како што се новите патишта и слично. И затоа велам дека сегашново бунтување на лидерите на СДСМ оддалеку мириса како злоупотреба на добрата волја и политиканство. Дај додека даваат да побараме повеќе од што е возможно. Затоа што навистина не верувам дека синдикалците се убедени дека постои економска оправданост за барањето за покачување на минималната плата на цели 500 евра. Туку видоа шанса политички да се позиционираат за да со време почнат со уцените. Дали тоа го прават во свој име или во име на некоја политичка структура, еве не знам, но не гледам на кој друг начин човек да го разбере се тоа што се случува. Па луѓе, тие така наречени синдикални лидери во ССМ, односно ова трио месечно зема околу 5000 евра плата или годишно околу 3 милиони денари. И сега тие ќе кажуваат што е минимална плата. Бараа таа да биде 500 евра, а воопшто не ги интересира од каде парите. Убаво им порача владата, договорете се со газдите и ние ќе почитуваме. Што се однесува на јавната администрација, едноставно нема толку пари во буџетот. Второ, сегашното покачување на платите е направено според закон и затоа и тоа закон што го усвоја нивните претходници, што тогаш не се бунеа и што тогаш не протестираа на улица. Не велам дека 24.000 е доволно, далеку од тоа. Сите сме сиромашни, но сепак треба да се биде и реален во барањата. А не вака, од ова ќар може само да имаат синдикалните лидери и нормално СДСМ.